Добро вечер, почитувани, следите за или против на Алфа. Ви благодарам за довербата. Граѓаните се жалат на институционални пропусти, долги постапки, семено насилство и злоупотреба на децата. Какви прашања и пропусти стигнуваат до омбудсманот? Вечерва во за или против одговори барам од народниот правобранител Фатон Селјами. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Ке започнеме со тоа дека вие пред 4 месеци бевте изгласан и дојдовте на оваа функција. Практично во овие месеци додека раководите со омбудсманот, какви се забелешки првични приметивте во институционални пропусти кои ги пријавуваат граѓаните? Да, знаете, 4 месеци и не е така долг период за да може да се даде некоја оценка за тоа дали институциите ги почитуваат или не правата на граѓаните. Меѓутоа, може да се види една тенденција, може да имајќи предвид дека има еден благ пораст на представките, но треба да се има предвид дека и минатата година институцијата функционираше половина година без народен правобранител, па ако ги компарираме бројките, можеби и тоа е причината што има еден благ пораст на представките споредбено со минатата година. Меѓутоа, од тоа што сум ги видел, значи статистиките пред да дојдам тука во емисијата, значи има многу еден пораст кој речиси во некои области кои речиси е двоен пораст на бројките на представките, особено во делот на финансиите и царината, социјалната заштита и сигурност, обвинителството, детските права и животната средина. Граѓаните секако имаат право да се жалат, да поднесуваат представки. Ние тие представки ги разгледуваме со должно внимание и ако утврдиме дека навистина има прекршување на законските права на граѓаните, ние бараме да се почитуваат законите и другите прописи, бараме каде што е потребно и промена на некое решение или пак да се одговори на барањата на подносителите кон државните органи. Меѓутоа, генерална проценка или констатација е дека институциите имаат проблем со почитувањето на роковите за донесување на одлуки. Ова важи како за управните постапки, така и за судските постапки. Ова се трендовите, до сега, ќе видиме дали ќе продолжи така до крајот на годината, ќе покаже статистиката. Меѓутоа, сепак во најгоре во бројот на представките се представките кои се поднесуваат од граѓаните за против работата на извршителите. Сепак тие се пак на прво место. Како што споменав, имаме еден речиси двоен пораст на представките до сега успоредба со минатата година во областа на финансии. Тоа е повеќе представките кои ги поднесуваат во таа област е за работата против приватните компании кои даваат така наречени брзи кредити. Сега ние како институција Народен правобранител законски немаме законска надлежност да постапуваме кон приватни компании, меѓутоа ние можеме и ќе се обратиме до Министерството за финансии, кое пак е надлежна институција да ја организира и да ја контролира работата на овие приватни компании и имаше пред неколку дена информација дека веќе се направени контроли за работата на овие компании кои даваат брзи кредити. Меѓутоа, самиот број на поплаки на граѓаните до нашата институција кон овие компании покажува еден показател дека во овој правец треба државата многу повеќе да работи. Исто така ги спомнав дека има и пораст на представките кон работата на обвинителствата. Ова сме го споменувале и во годишните извештаи, и во годишниот извештај што беше за минатата година. И баш поради ова, оваа година ќе обрниме внимание
кон работата на обвинителствата и сме изготвиле еден прашалник кој ќе го доставиме до сите обвинителства за да бараме податоци за тоа колку тие постапуваат кон барањата, односно кривичните пријави на граѓаните, колку се транспарентни, колку им одговараат на граѓаните во врска со кривичните пријави кои ги доставувале до јавните обвинителства, бидејќи од нашата работа констатирано дека токму овие сегменти на работењето на јавното обвинителство се сегменти за кои се жалат повеќе граѓаните. Се жалат за несоодветен одговор. Нема одговор или премногу се одговлекува постапката или пак нема воопшто одговор. Така да имало случаи кога со години, 3-4 години немало одговор кон подносителот на кривичната пријава за тоа што е направено во однос на неговата пријава. Така да значи нема доволно транспарентност. Ќе се обратиме со прашалник и од кога ќе ги добиеме податоците, ќе ги анализираме и ќе излеземе со соодветни препораки за оваа проблематика. Дали пријавите најчесто доаѓаат во главниот град во Скопје или пак има и од градовите во внатрешноста? Кај сите, значи пријавите се детектирани кај сите и кај подрачните канцеларии на Народниот правобранител и во Скопје. Нормално дека во Скопје како поголем град има и повеќе пријави, но ова е забележено кај сите преставки имаме кај сите подрачни канцеларии на Народниот правобранител. Така. Колку вкупно преставки пристигна од почетокот на вашиот мандат кај Народниот правобранител? Се вкупно гледано за сите прашања? Да, тука мислам имам и статистика, значи вкупно, ако даже да не зборувам напамет, во однос минатата година имало од јануари до мај 962 представки, а 2026 за истиот временски период имаме околу 1064 представки. Значи имаме, како што кажав, благ пораст. Ќе видиме како ќе биде тенденцијата понатаму. Како оди соработката со другите институции? Што конкретно Народниот правобранител може да предложи и колку другите институции ве слушаат кога предлагате или алармирате за одреден проблем? Да. Видете, генерално институциите соработуваат со институцијата Народен правобранител, меѓутоа има појави кога бараните информации се доставуваат со закаснување или не се доставуваат навремено, поради што ние ги користиме нашите законски алатки кои што ни стојат на располагање, доставуваме ургенции, доставуваме и извештаи за попречување на работата до раководителите на тие институции, до институциите кои нагледуваат нивната работа, да речеме до Министерството, до Министерот, па има случаи кога доставуваме посебни извештаи и до владата на Република Северна Македонија за евентуално кога имаме попречување на работата на Народниот правобранител или кога не добиваме одговор. Во овој правец мислам дека вреди да се спомене, иако и моите претходници народни правобранители го кажувале ова порано, со измените и дополнувањата на Законот за народен правобранител од 2016 година е предвидено дека да не завршува све само со изготвувањето и презентирањето на годишниот извештај до јавноста и до собранието кој само ќе се изгласа ќе се развида и ќе се изгласа на пленарна седница во собранието, меѓутоа со измените и дополнувањата од 2016 е предвидена и обврска да матичната комисија која го разгледува годишниот извештај на Народниот правобранител, која е комисијата за односи за политички системи и односи меѓу заедниците, во однос на препораките наведени во годишниот извештај на Народниот правобранител, треба да мерки, да донесува конкретни мерки, што и ова година веќе се направи. Имало години кои не се разгледувало поради X причини извештајот на Народниот правобранител. Ево ова година, мината недела, баш во оваа комисија
го разгледувавме годишниот извештај, ги разгледувавме препораките, имаше и дебата, конструктивна дебата, се утврдија конкретните мерки и сега тоа треба и да се изгласа и во пленарна седница во собранието, така да со законската обврска е предвидено не само да се утврдат мерките, меѓутоа во рок од 6 месеци владата и да дава фидбек до надлежната комисија за тоа колку постапувало по утврдените мерки. Поради тоа што во минатото имало случаи кога цела ова постапка не се одвивала, или се одвивала многу касно, па било безпредметно, да речеме, фидбекот дошол на крај на годината и не можело ништо да се има мерливи резултати. Ние и минатиот месец случивме и меморандум за соработка со Собранието на Република Северна Македонија, се со цел да што по координирано да ги разгледуваме извештаите, да ги утврдуваме мерките и потоа и да видиме колку се постапува по мерките предложени од Собранието. Значи и ова не е една алатка која што ја користиме и ќе ја користиме во еднина, а тука треба да се споменат исто така и медиумите. Имаме и можност за одредени случаи да ги објавуваме и јавно во јавноста да ги знае и да се постапува за да се решат проблемите за кои што е поднесена престава. Така, веќе напоменавте дека треба да се најде на пленарна седница. Очекувате ли поддршка? Не секогаш народниот правобранител има поддршка од опозицијата. Зошто сметате дека е така? Доколку ве предложи не конкретно вас, туку функцијата народен правобранител, било кој човек да биде предложен, не секогаш добива поддршка од опозицијата. Ако народниот правобранител се залага за почитување на правата на граѓаните, нели треба тоа и народните избраници, претениците да го поддржат? Да. Видете, сега јас сум нов правобранител и од тоа што имав можност да видам до сега, конкретно во дискусијата што се одвиваше во надлежната комисија, имаше конструктивна дискусија, конструктивна дебата и утврдените мерки се поддржаа од сите политички партии. Така да сум оптимист дека и во пленарна седница и сите ќе бидат поддржани. И сега доаѓаме до една актуелна тема, а тоа е сексуалната злоупотреба на децата. Извештај на народниот правобранител констатираше 508 случаи за период од 5 години. Тоа е сериозна бројка. Ако зборуваме за држава како Македонија, што е од речиси 2 милиони луѓе, што конкретно пријавуваат до народниот правобранител и какви мерки преземате во тој контекст? Да. Видете, сексуалната злоупотреба за која и ја известивме со посебна пресконференција јавноста, имавме една анализа која опфати 4 години од 2020 до 2024. Значи, оваа проблематика навистина представува еден сериозен и континуиран проблем во нашата држава. Инаку анализата покажува дека бројките покажуваат дека и покај постоењето на законската рамка која е во ред, системот не обезбедува доследна и навремена заштита на децата кои во овој случај се жртви. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, во периодот од 2020 до 2024 се евидентирани 508 случаеви на сексуална злоупотреба на децата, а само во 2025 се евидентирани уште 96 деца жртви, така да вкупниот број од 2020 до 2025 е 604 жртви. Значи, ова е сериозна бројка, алармантна бројка, која може би е многу поголема, бидејќи, знаете, има и стереотипи, луѓето и не пријавуваат. Ова не мора да значи само за сексуалната злоупотреба на децата, има и за семејното насилство и за други кривични дела. Значи, ако гледаме, го гледаме периодот од 2020 до 2024, 455 од жртвите деца се девојчина, односно 89,6%, а 53 се момчиња, 10,4%.
ќе речете зошто ова дискрепанца 90 со 10%. Јас сметам дека можеби кај момчињата овој процент е поголем, но како што кажав, поради стереотипите и разните околности не ги пријавуваат. Најранливи се децата, според анализата што сме спровеле во соработка и со Rule of Law, најранливи се децата од 11 до 15 години, односно 153 жртви биле на возраст од 11 до 13 години, а 139 жртви биле на возраст од 14 до 15 години. Тоа значи дека над 57% од жртвите се од 11 до 15 години. Значи тоа е основно образование. Да, ама има и случаи кога има и злоупотреба на деца под 10 години, а имало еден случај на злоупотреба и на дете под 3 години. Значи, ова представува сериозен аларм и системот на вистина треба да преземе сериозни мерки за заштита на децата. Видете, тука според анализата ромските деца се особено ранлива група, бидејќи 28% од жртвите според анализата се ромски деца, што покажува една поврзаност помеѓу злоупотребата, сексуалната злоупотреба и фактори како што се сиромаштијата или социјалната исклученост или ограничениот пристап до институциите. Децата има еден друг проблем што е констатиран, дека децата се сослушуваат повеќе пати. Значи, кога веќе се жртви и потоа се сослушуваат од полицијата, од јавното обвинителство, од судот. Значи, неколку пати детето треба да го преживее тоа што било едно од најлошите искуства во неговиот живот. Поради тоа ми излеговме и со конкретни препораки во таа анализа. Ако има време би сакал да ги кажам дека се препораките се вака: детето да се сослуша само еднаш, да има прилагодени простории за давање на исказ, за децата треба да бидат посебни простории, континуирана обука на кадрите кои ќе ги интервјуираат децата, на тие професионалци, да има долгорочна психосоцијална поддршка на децата и на семејствата и по случувањето на настанот, да има подобра координација меѓу институциите и да се воведе системот Barnhouse модел, тој е исландски модел, кој овозможува, како што кажа, детето да добие правна, психолошка и медицинска здравствена поддршка на едно место. Значи, ова идејата е представници од судот и обвинителството и од одбраната на детето да одат и во посебна просторија преку видео надзор да го слушаат исказот на детето. И детето само еднаш да го даде тој исказ. Не како што кажа, да не мора да го преживува настанот повеќе пати. Дали се отворени кога пријавуваат вакви настани децата, родителите, или сепак сакаат да останат анонимни, да не се дознае, да не се слушне, се со оглед на тоа во какво општество живееме? Во повеќето случаи сакаат да останат анонимни поради разбирливи причини. Поради тоа сметам дека и бројот можеби е и поголем на злоупотребата. Така и сега и правата на децата, колку се почитуваат правата на децата во Македонија, земено од забавиште, предучилишна возраст, училишна, средно образование, факултети и така натаму, бидејќи имавте и барање за некои измени во контекст на ова во годишниот извештај. Да. Состојбата на правата на децата во канцеларијата на Народниот правобранител се следи од страна на посебен оддел, тој оддел се вика оддел за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост. Сакам да напоменам дека најголем дел од актуелните предмети за кои што јавноста разбрала преку медиумите, исто така биле и предмет на таковното работење на канцеларијата на Народниот правобранител. И така, за жал, ваквите случаи не се новитет во нашето работење. Напротив, во минатото годишно Народниот правобранител има
за постапувањата по овој предмети има известувано и во годишниот извештај, каде се дадени и конкретни препораки. Така да, имено, случаевите по кои народниот правобранител, ако се реферираме на годишниот извештај за 2025 година, ја потврдуваа, значи, сериозноста и комплексноста на оваа проблематика и насилството, значи се појавува проблематиката на насилството врз децата. Знаете, констатирано дека насилството врз децата најчесто се случува во континуиран период и не било навремено, значи, запознаено или соодветно адресирано до надлежните институции или до училиштата, бидејќи знаете, насилството не се случува само во семејството или во училиштето, тоа се случува и надвор, значи, од овие средини. Во пракса констатирано е дека институционалната реакција настапувала дури по ескалација на насилството. За жал. Да, така да треба овде многу повеќе превентивен и проактивен пристап од страна на сите институции и соодветна процена на ризик. Загрижувачки се и случаевите на меѓуврстничко насилство, за кое што веќе јавноста е запознаена. Ова навистина представува предизвик за безбедноста и благосостојбата на децата. Ние сме постапували и по представки и по барање дека и сме барале, значи, да се има поголема координација и од страна на надлежните институции, тука, бидејќи вршичното насилство се случува во училиштата. Министерството за образование, полицијата и така натаму. И сега новите законски измени што ги разгледува Министерството за образование, дали казните за родителите во овој контекст ќе придонесат за некакво подсмирување, односно ефекти во врсничкото насилство? Се со цел да се намали, нели? Мо најави некои казни од 250 евра. Дали паричната казна е поука за да не се повтори такво дело? Видете, мислам дека сите овие предлози се во правец на напорите да оваа проблематика се третира соодветно и нормално има разни предлози, разни идеи. Мое значи мислење е дека многу повеќе е потребно родителите, семејствата да работат со нивните деца, непосредно. Да се разговара со нив и да им се укаже дека насилството или насилното решавање на проблемите не е одговор на решавање на еден проблем. Значи, сега ќе видиме како ќе одлучи собранието. Меѓутоа, ова е моје лично мислење. Така, кога зборуваме за деца, во извештајот беа констатирани и некои пропусти, односно недостаток на места во училиштата, во основните училишта, во градинките, со што практично им сеускратува правото да посетуваат предучилишна или училишна возраст во населбата, општината каде што живеат. Дали соработувате со општините по ова прашање да има доволен број во училиштето, каде што им е во непосредна близина практично? Знаете, ние сме кога има представки, го се доставуваат представки до институцијата Народен правобранител, зависно од тоа што се наведува во представката, има случаи кога се обраќаме и до општините и сметаме дека навистина треба да има координација од сите релевантни чинители и од како што се например општините, училиштата, Министерството за образование, институциите кои што даваат документи. Видете, минатата година имаше еден представки имало во однос на запижувањето на децата во одредени училишта. Знаете, има една пресуда страна на Европскиот суд за човекови права. Таа пресуда е по предметот Елмазиева и други против Северна Македонија. Ова е конкретно пресуда за сегрегација
против сегрегацијата на ромите во основните училишта. И државата, за да ја испочитува оваа пресуда, минатата година донела измени и допълнување на законот за основното образование во правец на тоа да децата се упишуваат во училиштето кое е во нивниот реон на живење, знаете. За да се надмине и за да се минимизира долгогодишниот проблем со сегрегација на учениците роми. Ние, како институција, имаме информација, значи, од стручната служба, дека сме го следили овој проблем за сегрегација на учениците роми во основните училишта, особено во Битола и во Штип. Така да ова се разгледувало и се констатирало дека треба да се почитува, како да кажам, да се навремениот упис на учениците во основните училишта, бидејќи имало тенденции кога родителите за да избегнат упис на нивното дете во некој реон, во некој училиште кај што има повеќе ромска популација, посегнувале кон тоа да променат живеалиште, да ги пријават дека живеат кај баби, дедовци, роднини и така натаму. Така да се обидувале во некој начин да го изиграат законот, а исто така имало и представки во однос на тоа дека децата роми ги запишувале многу покасно поради, како да кажам, имало поради сезонската работа, значи на нивните родители. Да, ги присилувале на работа. Да, и така да губеле значи од часовите и од навремениот упис. Поради тоа, значи, заклучок е дека задоснетите уписи се уште представуваат голем, сериозен проблем и за негово надминување треба, како што кажа, да се интензивира соработката помеѓу сите чинители, како што се социјалните служби, училиштата, општините и Министерството за образование, органите кои издаваат документи за живеалиште, се со цел за навремена идентификација на незапишаните деца, ученици и спречување на свесни манипулации, како и кои што нормално би резултирале со индиректна дискриминација или дополнително интензивирање на сегрегацијата во училиштата. Соработка треба потребна е помеѓу институциите за социјалната заштита. Зошто граѓаните тешко ги остваруваат овие права? Ова исто така е едно од големите прашања за која институцијата со години постапува и известува во своите годишни извештаи, бидејќи станува збор за една ранлива категорија на луѓе кои што не би требало да талкаат по ходници, по канцелари, односно тие би требало да ги уживаат да ја уживаат посебна заштита, бидејќи се ранливи категории, социјални категории. Значи, за да можам ова да го илустрирам со еден, ако може, со еден пример, за кој што ние сме постапувале по една представка и успешно сме постапувале. Замислете, една мајка чекало повеќе од половина година за исплата на еднократна парична помош за новороденче. Таа ги поднела сите потребни документи, меѓутоа таа еднократна помош не била исплатена, поднела представка кај нас. Ние сме се обратиле до Центарот за социјални работи, до Министерството и замислете, одговорот бил дека се случил наводен технички проблем, не може да се исплатат средствата, бидејќи не било поврзан социјалниот број со трансакцијската сметка. Но за среќа, по наша интервенција има позитивен епилог и на таа одредена господја и се исплатени значи средствата кои следуваат.
Исто така во нашата институција и минатата година се евидентирани представки за ненавремено постапување на жалбите на граѓаните, кога тие се жалат на одлуките, да речеме, од центрите за социјална работа и се констатира дека има отсуство и соработка помеѓу центрите за социјална работа и на соодветното надлежното министерство за доставување на списите на документацијата за да се донесе мериторна одлука благовремено, а не пак да се пречекорат роковите. Значи, ова е една од тие проблеми што сме ги виделе во работата. Исто така има и жалби, поплаки и представки во однос на работата на здравствената комисија за надоместок и помош и нега за друго лице. Тука има проблем, недостаток на комуникација помеѓу стручната лекарска комисија со надлежните центри за социјална работа. Замислете, имало случај кога имало епилог на таа постапка по смртта на барателот. Па така да тие од семејството, членовите од семејството треба да покренат оставинска постапка за средствата и така натаму. Значи ова е неприфатливо за социјалните случаи кои не треба да се талка, треба навремено да се одлучува. И баш ми е мило што минатата недела една од препораките која што се усвои во надлежната комисија е како мерка, значи нашата препорака е да се воспостави ефикасна и континуирана координација помеѓу надлежните институции. Така да што би требало да даде резултат, токму во овој дел имавме и злоупотреби што резултира и со кривични постапки, што не велам дека на комисиите им е лесно, меѓутоа секако ова ранлива категорија на граѓани е цел, нели се со нив да им солесни бирократијата, документацијата што треба да ја подготват, се со цел да ги добијат тие средства од државата, што побрзо. Тука ќе направиме кратка пауза за реклами, но не го менувајте каналот, затоа што по рекламите отвараме темата за насилството врз жените. Останете на Алфа. Добре дојдовте назад, следите за или против, а вечерва мој соговорник во студиото е народниот правобранител Фатон Селјами. Господине Селјами, семејното насилството врз жените, една тема која што изминатиот период многу се актуализираше, особено секојдневно читаме за пријави до полицијата и тоа е сериозна бројка која оди во раст, односно се зголемува. Колку представки има стигнато за овој проблем до народниот правобранител, откако вие сте на функција, односно годинава? Да. Видете, да почнам, значи, од крајот на вашето прашање. Имаме за овие, значи, од јануари до мај месец имаме 12 представки кои се однесуваат на семејно насилство и ова говори дека, имајќи предвид ако ги анализираме минатите години, бројот на представките, ова говори и сакам да истакнам дека актуализирањето на семејното насилство во јавноста очигледно ги охрабрува жртвите да почнат да пријавуваат до надлежните органи, па и кај нас, така да до сега, како што кажав, се пристигнати 12 представки, ќе видиме до крајот на годината колку ќе биде тој број. Јас искрено се надевам дека тој број до тука ќе престане, да нема семејно насилство, да има, значи, сензибилизирање кај јавноста, меѓутоа ја користам оваа можност сите жртви на семејно насилство, освен кај надлежните органи, случајот да го пријавуваат и кај нас и кај нашите канцеларии кои се наоѓаат во Тетово, во Битола, во Струмица, во Штип, во Куманово и во Скопје. Там и ние исто така ги следиме постапките на надлежните органи. Полицијата, повелете. Сакате нешто во контекст на представките до народниот правобранител, пошто измените за полицијата, кои што ги работи моментално, сакам да ги отвориме посебно. Дали сметате дека воведувањето на овие боди камери и
тој лајф контакт што ќе се има со контакт центарот во МВР може да придонесе и да ги охрабри жртвите, освен што ќе пријавуваат, и да се гони до крај сторителот, се со цел да не се повторува делото по повеќе пати, бидејќи имаме и такви многумина случаи. Да, за жал имаме такви случаеви. Видете, јас вака гледам на ова прашање. Може да имаме многу одлична законска инфраструктура, одредби, законски одредби, меѓутоа ако немате кадар кој тие законски одредби би ги спровел, тогаш тоа е залудно, останува на хартија. Значи, сведоци сме, целата јавност, на трагични настани кои се случија и миналата година и оваа година. Ние сме постапувале и по преставки, значи, за семејно насилство, така да од тоа што од работата е констатирано дека имало ненавремено и несоодветен одговор од страна на полицијата и на надлежните органи, бидејќи често, значи, подносителите пријавувале, па потоа ја повлекувале пријавата, па тоа се сведувало само на една обична евиденција на настанот. Така да ова укажува дека навистина, и сме дали и препорака и укажав и на пресконференцијата, дека навистина треба да се работи кон едукација на кадарот кој што ќе работи, значи, со семејното насилство, кој што ќе прима и пријави од семејното насилство. Значи, ова навистина, кога се дава пријава, тоа треба да се зема сериозно, да се има процена на ризикот на таквите пријави и навремено да се реагира на сите вакви случаеви, за да има, значи, соодветен пристап, соодветни активности и сензибилизиран пристап. Мислам дека со ова многу подобро би се постапувало во иднина, и гледам дека слушаме и по медиумите дека веќе се постапувало, имало и некои дисциплински постапки кон полициски службеници, така да сметам дека треба да се работи уште повеќе кон сензибилизирање не само на полициските службеници, туку и на центрите социјална работа и така натаму. Да, сите што постапуваат во вакви случаи. Последно од полицијата стигна информација дека 200 полицајци ќе влезат во таа првична обука за семејно насилство и користење на тие боди камери и контакт со со жртвата. Ние го поздравуваме тој факт, значи треба, како што кажуваме, тоа е една од нашите препораки, да има и едукација, соодветна едукација. Да, сметате и дека треба и граѓаните да се доближат поблиску до институциите, практично да станат поблиски до граѓаните, за и тие да се охрабрат да пријават, бидејќи ако имаме спремни службеници, а граѓаните не пријавуваат, се уште владее тој страв во нив, повторно ќе немаме резултати. Да, поради тоа јас и истакнав дека една од институцијата кој ќе постапува и отворена, значи, за постапување и нашата институција. Значи, ги охрабрувам потенцијалните жртви од семејно насилство да пријавуваат и кај нас, за да ние исто така ја следиме работата на надлежните институции, колку тие постапуваат по пријавите на жртвите од семејно насилство. Така, тука се и доаѓаме до судењето во разумен рок, затворските услови и тие притворски услови во кои престојуваат потенцијалните осомничените лица на кривични дела. Зашто најмногу поплаки стигнуваат до народниот правобранител? Да почнеме со ред. Да. Знаете, институцијата народен правобранител генерално, како и сите омбудсмани институции, не постапува по предметите за кои е во тек судска постапка, бидејќи имаме независност на судството, не сепак, поради тоа, обезбедува заштита на правата на граѓаните во неколку сегменти од судството, така да народниот правообранител може да интервенира
кон судовите поради неоправдано одложување на судските постапки, односно ако не се почитува принципот на судење во разумен рок. Исто така може да постапуваме и поради несовесно и неодговорно вршење на работата на стручните служби на судовите, а исто така и една од поновите надлежности кои што се дадени на институцијата народен правобранител е и така нареченото пријател на судот или амикус курае, според кој ова релативно нова надлежност има предвидува да народниот правобранител да може да учествува во сите фази на постапката и да бара и да може да дава и предлози и мислења до судот и кои судот би требало да ги зема предвид. Дали имате искористено оваа можност до сега? Во неколку случаеви да, имало такви представки, е искористено. Нормално треба некои предуслови да се створат, да имало неколку представки кај нас во однос на некоја постапка, па да можеме да видиме понатаму да се вклучиме во користење на овој меканизам. Во однос на вашето прашање што беше за затворите, знаете, ова проблематика се провлекува низ годините во со децении може да кажеме, да. Секоја година, значи во годишниот извештај затворите има алармантни, значи, констатации и се дават и препораки. Значи понатаму, значи во затворите има лоши, неумани услови за престој, имаме пренатрупаност која што по автоматизам ствара и потенцијални конфликти помеѓу осудените лица, зашто имаме и одреден број на представки токму за оваа проблематика. А и друга проблематика која што се излегува, значи, на виделина и лошите услови со здравствената заштита во затворите. Да. Нема лекари, алармираат подолго време затворите. Да, нема лекари, нема доволен, значи, медицински кадар или пак амбулантите не се доволно опремени. Потоа има проблеми со терцијарната здравствена заштита на осудените лица. И токму поради овие констатации, ова година ќе направиме и соодветна анализа. Сме подготвили прашалници, анкетни прашалници, кои што ќе ги доставиме до сите казнено-поправни установи и за кои ќе бараме колку се почитува, колку функционира, каква е состојбата и како функционира здравствената заштита во казнено-поправните установи. И во таа насока, значи, планираме да кон крајот на годината заедно со мисијата на ОПСЕ и со другите чинители да организираме на работилница каде што ќе ги презентираме наодите од оваа анализа што планираме да ја спроведеме и нормално ќе даваме и соодветни препораки во овој правец. До сега, од прилика, затвореници си имаат пожалено до вас? Да. Зашто и затворениците имаат право да поднесуваат представки, има и посебни сандучиња во казнено-поправните установи, каде што можат нивните представки да ги стават во тие сандучиња, а наши службеници редовно одат и ги проверуваат тие сандучиња и ако има представки ги викаат на разговор осудените лица и се обидуваат, значи, да им помогнат во однос на законските надлежности кои ги имаме. Исто така постои можност до нас да се достави представка и од семејство од осудените лица. Може и не само за осудените лица, туку и за сите граѓани. Значи може да се поднесе и онлайн представка преку веб страната на Народниот правобранител ombudsman.mk, така да од досегашното работење гледам дека голем дел, можеби половина од представките што ни се доставуваат веќе се во онлайн форма. Да, за да не доаѓаат до посебен град или до Скопје, за да тоа е одлична информација дека може. Исто така минатата недела
подпишавме и договор за преземање на нова веб страна на институцијата Народен правобранител, која што не беше подготвена и е донација од страна на ОПС емисијата, која е значи кажувам јавна благодарност дека имаме добиено навистина една современа веб страна, која што е и достапна и за децата со посебни потреби. Нов закон за народен правобранител. Реално ли е? Видете, последните измени на законот за народен правобранител, како што спомнав, се од речиси една деценија и веќе навистина треба да се прават измени и дополнување на законот за народен правобранител, се во правец на исполнување на париските принципи за институциите, националните институции за заштита на човековите права. Имено со овие париски принципи се предвидува да има финансиска, функционална и материјална независност на институцијата Народен правобранител. Исто така и во извештаите на Европската комисија години наназад се споменува овој сегмент дека треба на институцијата Народен правобранител да му се обезбеди финансиска независност од страна на извршната власт. Така да веќе е многу потребна, значи многу е потребно да се донесат овие измени и дополнување на законот за народен правобранител и истите да бидат хармонизирани со париските принципи, бидејќи во меѓувреме народниот правобранител има и некои нови овластувања дадени со заклучок на влада и така натаму, кои што веќе и тие треба да се внетнат и во законското решение. Јас како народен правобранител измените и дополнувањата на законот за народен правобранител ги сметам како една од моите главни приоритети, да тие се случат што побрзо и во тој правец уште од кога ја презедов функцијата сме биле во контакт со сите чинители, а особено со меѓународните представници кои се тука во Скопје, како што се мисијата на ОПСЕ, ЕУ мисијата, мисијата на Обединетите нации, UNDP, кои сите изразиле голема поддршка да работат и веќе имаме работилници за изготвување на измените и дополнувањата на законот за народен правобранител, кои планираме да ги доставиме до собранието во септември, да има една јавна дебата и тука ја користам, значи, можноста да апелирам, бидејќи ние сме национална институција за заштита на човековите права и државата има преземено обврска, значи да ја поддржи оваа институција и треба таа обврска не само да биде декларативна, туку да биде и практична, така да ја користам можноста од сите политички чинители да побарам поддршка да овие измени и дополнувања кои ќе ги предложиме и кои ќе бидат согласно париските принципи да бидат прифатени и изгласани, за да можеме понатаму да се отвори патот ние како институција Народен правобранител да аплицираме за статус А на институција Народен правобранител. Зошто ова го вела нов закон, веројатно и вие ќе се согласите, имавме изминатиот период кога немаше народен правобранител, некој вакуум период од повеќе месеци, каде што вработените во омбудсманот останаа без плата, им беаускратени повеќе права. Дали со самостојноста во финансирањето овие проблеми ќе бидат надминати се со цел и овие вработени да може да ги исполнуваат своите права? Значи, една од како да кажам, значи една од предусловите за независно функционирање на институцијата Народен правобранител е и да има и независна администрација која што ќе ги ужива сите права, освен што ќе има и обврски да постапува
кон ова широка палета на надлежности на на институцијата Народен правобранител, така да ова впрочем е една од препораките што се дадени и од мисијата на ОПСЕК, и што така е една и од принципите во тој документ што се именува Париски принципи, да, како што кажав, да има финансиска, функционална и кадровска независност, бидејќи знаете, ние сме еден вид контролор на работата на другите институции кои имаат јавни овластувања, така да е неминовно и неопходно да сме во склоп на меѓународните стандарди и тие и формално правно да ги исполниме, значи со освојување на измените и дополнувањата кои на Законот за народен правобранител, како што споменав, ги работиме во тесна соработка со меѓународните пријатели на нашата држава. Сега, последна, но не помалку важна тема е граѓаните до Народниот правобранител пријавуваат и загадување на воздух, загадување на животна средина. Алармантен случај беше пожарот во Тробарево лани. Бројни ли се ваквите претставки што стигнуваат до вас? Знаете, ова проблематика во нашата држава, односно со загадувањето, со воопшто е проблематика која што се провлекува минимум последните 35 години. И јас искрено се надевам дека лекциите од минатата година, значи од пожарот во Тробарево, но не само и пожарот во Тробарево, туку и други депонии кои што се гореле и така натаму, се надевам дека тие лекции ова година се научени, меѓутоа неодамешниот пожар во Визбегово не го говори тоа. Значи, ние како општество, воопшто, како да не обрнуваме соодветно внимание на заштитата на животната средина, загадувањето на водата, на почвата, на воздухот. Тука не амнестирам на институцијата Народен правобранител. Значи, како да не обрнуваме такво внимание, колку што е потребно. Знаете, јас живеам во Тетово и Тетово има проблеми со, особено во зимскиот период има проблеми со загадувањето на воздухот. Во летниот период има проблеми со водоснабдувањето, а сме во еден реон кој што изобилува со вода. Така да сметам дека во овој правец треба многу повеќе да се работи, а од предметното работење гледам дека веќе има пораст на преставките за заштита на животната средина. Не се веќе тие класични преставки од порано само за акустично загадување од страна на локалите, кафичите поради висок тон на музиката, туку веќе се доставувани преставки за загадување на воздухот, на почвата, преставки против горењето на депониите. И сега ние споменавме дека и во годишниот извештај дека има палењето на депониите кои доаѓа летен период, ќе представува голем проблем и ќе представува ако продолжи вака. Има некои најави, слушам, значи по медиумите дека се работи кон регионализација на депониите, што го поздравувам и е многу добра вест, бидејќи ако имаме регионализација на депонии, ќе имаме помалку или воопшто ќе немаме локални диви депонии. Така да и ги охрабрувам надлежните институции да работат во овој правец во максимум. А ние ќе ја следиме состојбата во овој правец, колку значи ќе постапуваме по преставките, колку се постапува по пријавите на граѓаните и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека некои од преставките што се доставени, значи во минатата година и во кои се е постапувано, во текот на работата се констатирало дека надлежните институции ја префрлаат вината помеѓу себе.
Не сум јас, таа институција да, не значи, е таа. може би е добро да се размисли во иднина, да се може би е добро, не знам, пак ќе видиме како е по пригладно, за да се централизира, да речеме, инспекцијските служби, бидејќи од работата како што сум извештен, значи од случаите служби и како што сме навеле во годишниот извештај, од нашата работа констатирано дека и општините, и локалните власти, и централната власт немаат доволен број на инспектори за да констатира значи загадувањето, значи треба да се размисли и во овој правец да се екипираат кадровски и да нема значи такви образложенија дека не можеме да констатираме бидејќи немаме. Веројатно спојувањето на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување ќе придонесе во оваа насока за контрола врз дивите депонии и палењето, загадувањето, а оваа тема ќе биде разговор. Прво ви благодарам за гостувањето на телевизија Алфа. Тука е крајот на разговорот со вас, а утре вечер на тема регионалните депонии разговараме со министерот за животна средина Мухамед Хоџа, кој е гостин во студиото на За или против. Не го препуштајте ниту тоа издание веднаш по централните вести утре вечер во 18:10. Имајте пријатна вечер. Благодарам за покана.